Како да се биде дарител на матични клетки. Ако сте во регистарот на Научна фондација Спировски и на Светската асоциација на дарители на срцевина и се појавите како можен дарител, ќе се случи следново. Кога некој пациент било каде на светот има потреба од трансплантација на матични клетки, ние ги пребаруваме регистрите на дарители. Ако вие сте компатибилниот дарител, ќе ве контактираме. Ќе ве упатиме до вашиот доктор или болница да ви земат примерок од крвта кој ќе ни го испратите за понатамошни тестирања, се со цел да бидеме сигурни дека вие сте најсоодветниот дарител за пациент. Кога ќе ја потврдиме компатибилност, ќе ви известиме за возбудливите резултати и ќе поразговараме за деталите околу донирање. Потоа ќе ви направиме целосен преглед за да бидеме сигурни дека сте во тип-топ форма. Ние ги покриваме трошоците за транспорт до специјализирана болница каде што ќе се одвива и донирањето. По една недела, доколку е се во ред, ќе ви дадеме зелено светло и ќе направиме план за вашата донација што вклучува транспорт и хотел за престој. Кои се двата метода за донирање? За 90% од луѓето, донирањето е преку собирање на матични клетки од периферна крв каде што клетките се собираат од крвотокот. 4 дена медицинска сестра ќе доаѓа кај вас за да ви дава инекции кои ќе го стимулираат вашето тело да продуцира матични клетки. Веројатно ќе почнете да чувствувате мала болка, но тоа е поради мигрирањето на матичните клетки од коскената срцевина во крвотокот. Четвртиот ден вие и вашиот придружник ќе отпатувате до хотелот каде што ќе ја поминете вечерта. Следното утро пристигнувате во специјализирана болница каде што ќе започне донацијата. Поврзани сте со машина која зема крв од едната рака, ги филтрира матичните клетки и потоа ја враќа крвта во другата рака. Оваа процедура трае од 4 до 5 часа, при што не смеете многу да се движите, затоа одберете си придружник за разговор. По завршувањето кесата се носи до нашите лаборатории каде што ќе се пребројат матичните клетки. Ако се во доволен број, може да си одите дома. Доколку бројот на клетките е незадоволителен, следниот ден процедурата се повторува. По успешно извршената донација, веројатно ќе се чувствувате малку уморни, но тоа поминува за неколку дена. Околу 10% од луѓето донираат преку коскена срцевина. Тоа некогаш е подобро за пациентот, па затоа при регистрацијата се грижиме да сте запознаени со двата начина на дарување. Во специјализираната болница ќе ја поминете вечерта, а вашиот придружник ќе се упати кон хотелот. Следното утро под општа анестетик во куса процедура од карлицата со игла и шприц се зема коскена срцевина. Откако ќе се разбудите, ќе имате модринки и мала болка на местото каде што е земена срцевината. Исто така од самата анестезија неколку дена ќе се чувствувате уморни. Можете да земете парацетамол и да се одморите во болницата каде што ќе останете уште една вечер. Преку кои методи да донирате? Некој од Научна фондација Спировски ќе дојде да ви каже едно огромно благодарам и ќе ви додели подароци за да знаете дека правите неверојатна работа. Потоа вашите матични клетки ќе бидат однесени до пациентот чиј имунолошки систем бил подготвуван за донацијата. Потребни им се вашите матични клетки за да се стартува нивниот имун систем и да започнат со закрепнување. Вашето тело брзо ќе ги надомести донираните матични клетки, а вие ќе дадете некому втора шанса за живот. Вие можете да помогнете да се спасат животите на луѓето со крвен канцер и сметаме дека тоа е неверојатно.